Добра вечер, драги гледачи, ако воопште е вечер. Јас сум оној кој што сум, а вие ги следите вестите. Денес претседателот на Република Македонија и врховен командант на недовооружените армиски сили на меѓународниот самит на НАТО за мир и безбедност што се одржа во Скопје се заложи за формирање на ракетен штит над Европа од единствената, но се поголема закана за безбедност на континентот. Оваа закана, драги гледачи, е отелотворена во пчели убици кои што вчера, некаде од југот на нашиот континент, полетаа во правец на Македонија и останатите европски земји членки на НАТО. На овој предлог остро реагираше грчкиот претседател Папулјас, кој што рече дека не станува збор за пчели убици, туку за шпански мушици и дека давањето на несоодветно име на заканата во поголема мера може да ја ослабне одбраната од самата таа. Освен тоа, истакна грчкиот врховен командант, уништувањето на шпанските мушички може негативно да се одрази на сексуалниот живот на грците, кои што во шпанските мушички гледаат голем сојузник во решавањето на нивните проблеми со импотенцијата. Остај без злато не прашич. Не, ја не сум работен. Па има некој кај пие, јас не. Фала Богу, до сега не. А слабо. Слабо. Па понекогаш да. Никако. Па на жамота ставам на жица со тенки со мали отвори или прскам, тие две методи, друго ништо. Со пушење на цигари, со оѓи валени така, со светло. Со спреј. Живеам покрај Вардар и баш ги има. Како? Со средства. Прскаме. Тоа. А како реагира? Ама и нема многу. Мислам, за разлика од годините нема. Јас иначе живеам во Ново Лисиче. Во Ново Лисиче беше извор на тие. Со мрежа. На прозорите ставаме мрежи и мирни сме, пак влегуваат. Треба да се прска градов. Порано се прскаше со авион, со такво средство имаше, сега не знам што им прскати. На оваа тема, како што гледате, разговараме со владиниот експерт за одбрана на Република Македонија, господинот Питу Гули. Слобода или смрт, брате Питу? Брату, на Мечкин камен во 903-та одбрав смрт. Ако ми го поставиш тоа прашање денес, би одбрав нешто друго. Да речеме Ангелина Џоли. Не би било некој лош избор. Ангелина, да го оставим сега. Што беше прашањето? Да, да кажете нешто во врска со ракетниот штит и пчелите убици и кратко да искоментирате изјавата на грчкиот претседател. Така е, брату, та. Аз кон сунче ти речам, одлично ме праша. Добро поставеното прашање е пола одговор. И така во 903-та братот Карев ме праша. Што правиме со Аскерот? Крушево е срдисано. Го загледав, брату, еве ко тебе што те гледам и му реков. Брате Карев, нема што друго да се прави, освен да се вади кумурот. Градот мора да се одбрани. Не го убедив Стопанка да него. Не го убедив. Го напушти градот заедно со комитите и народот. Останавме ние, неколку стотини. И турците, мамичето мамино ни го расплака. Во врска со пчелите, значи. Пчелите. Да, изумив. Прости. Пчелите го собираат нектарот од цвеќињата и прават мед. Сега, медот се прави со овакво. Се извинувам, само малку, значи, муабетот е за пчелите убици. Значи, за штитот и за реакцијата на грците во врска со името. Мислам, дали станува збор за пчели убици или шпански мушички? Тоа. Да, така е. Изгледа не се разбираме нешто. Ајде се гледаме, си одам ја. Добро, значи, добро, драги гледачи, продолжуваме и понатам. Да. Да го пуштиме, да. Значи, драги гледачи, имаме директна врска со Филип II, татко му на Александар Македон.
програма ли се не, ша? Еве на времето, ги утепа во тутек, таа грчишчана. И пак не им иде памет у главе. Зборат наоколу дека жена ми Олимпија ми го наместила атентатот во Долга Сатина. Глупост е! Таа ме обожаваше мене. Ако беше од Грчка, па тие незините земјаци да беа барем малце мужие, немаше жените да им се менуваат со македонци. Жена ми, мајка му на Александар, не случајно ме одбра мене. Кога виде дека го покорив незиниот народ, одма ми даде, одма. Уште правата вечер. Мислиш дека лажам? Еве нека ти каже она не се праша. Па кога видов како ги истепа грците, му реков: ако ти вака тепаш, кој знае каков си во кревет. А тој ми рече: соблечи се, па ќе видиш. И јас се соблеков и му се поднаместив за да може поубаво да ме гледа. Имавме секс. И бев на 7 небо. Многу ми беше убаво. 3 дена насмеана шетав низ пела. Бе, брат, ова не беше Ангелина Джоли? Не бе, војводо. Ова е мајка му на Александар Македонски. Ќути да чуеме. Многу интересно зборува. А моите земјаци, грците, не беа добри в кревет. И нонстоп мораа да кркат шпански мушици, за да бидат тврди и пак брзо мекнуваа. А овој мојов, татко му на Александар, можеше по 5 пати на вечер без шпанска мушица. Браво, мајсторе! Ихуе! Овој да ти бил секс машин. На следни избори гласам за тебе, мајсторе. Само за тебе. Чули? Видели? Дали чу? Ова треба да го знаат сите во светот, бе. Сега молам да одам. Ако го видите, аце мој, одма да ми се јавил. Ај пријатно. Пријатно. Крало Филип, почекај. Синот твој што туку влезе во студио. Се слушаме? Аце, татко те бара. Кај си, бе, тато? Цел ден те барам. Мама вика подитно да се нацрташ дома. Зашто Букефал пак влегол во подрумот, скршил буре со копитото, го испил виното и него сега лежи у шталата пијан како магаре. Па што да му правам јас сега? Да го масирам сакаш? Оставя да го поспие, ке се отрезне. Не можам да го оставам, ме чека пат. Треба да ја мобилизирам фалангата. Кон нас летаат пчели убици. Нашиве сакаат да прават ракетен штит, ама грциве не им даваат, ставиле вето на предлогот. Велат дека нема опасност, зашто не доаѓале пчели убици, туку шпански мушици, а тие биле пријателски инсекти. И сега, пчели се или мушици се? Не се мушици, тој им е само трик. Се работи за пчели убици, страшно агресивни, кои што се грчко лабораториско производство и сега грциве сакат пчелите да избодат до смрт се живо во Европа, за после да можат да бидат сами и на рад. Ние сме први на удар. Еднаш им простив, им дадов да играат во Коринтска лига. Ама сега, сега стварно сите ќе ги ураме. А со синко, чекај ме таму, одма доаѓам, одма. Дечко, фала за видеоврската. Ајде, отидов! Ти благодарам и тебе. Значи, ете, тоа беа нашите Филип и Александар, секогаш спремни да застанат во одбрана на својот народ. Но, за наша среќа, не се само тие спремни да му излезат во пресрет на народот свој кога е во зорт. Има уште некој кој е спремен за големи подвизи. Покрај тоа што е остроумен, овој човек е владен експерт за земјоделство. Господинот Итар Пео. Ортак, ај за 500 евра да ти шитнам средство за прскање против пчелите убици, а? Але многу ефикасно. Нарачав огромна количина од странство да се најде како оружје против компировата златица, ама наместо да ја убива златицата, го уништи компирот. Како мислиш? Купи го, бе, Ортак. Ефтино ти го давам. Јас го набавив за 800 евра. 800 евра.
Ќе ги потаманиш сите пчели убици за еден ден, а веќе те прогласат за народен херој. Чекај малку, значи, од кај знаеш дека ќе делува на пчелите, а не делува на златитата? Пчелите ќе ги уништи. Сигурен ли си? Абе, осеќам дека ќе ги уништи. Па што не го искористиш ти па да бидеш народен херој? Еј, слушај, Ортак, ај дај ми 500 евра за отролов, да не ти пратам двајца мариовци без вратови, па да те натерат да сакаш да го купиш за 1000 дарка. Пестаче, само сигурно ли ќе делува? За 500 евра мора да делува и на пчели убици, и на шпански мушици, и на штурци, и на турци. Ај се, биде така. Оди пе, оди со здравје. Мене ми е се јасно како бел ден, а верувам дека и на нашите гледачи, така што нема повеќе прашања. Па сега, зашто се? Не би можела да ви одговорам. Сега не тоа не може да кажам, може од политичарите, тоа не е до мене. Најверојатно нешто погрешна политика се води, меѓутоа не знам, јас не сум компетентен да одговарам. Па што знам, ја мислам дека е до главата, речена. Нормално, нели, без некои проблеми. Како ќе реагираме како секој човек? Што да правиме? Ова е состојбата, ова е што е. И мислам дека нема коментар поише, што да ви кажам. Состојбата е стварно лоша. На ова жешко време, мислам дека се е разбирливо. Лошо реагирам, да ви кажам. Лошо. Ме оток имам, така и многу ме боли. Страшно драстично. При кој толка ви што да ви кажам. Како? Лошо? Боли, чеша? Како да кажам? Не би сакал децата посебно страдаат, они црвенила, болка, непријатно чувство. Како го да завртите не е пријатно. Задував човек и издаде знаци тука на снагата, на ръцете, на пликови има. Јас лично немам реакции, меѓутоа не е добро за малите деца, кај што се јавуваат реакции, отекува, поцрвенува местото на убодот. Во секој случај градските власти треба да превземат мерки ова состојба да се поправи. Знај. Еве их. Нападнати сме, драги гледачи. Пчелите убици се пред нашите порти, а ние останавме без штит. Очигледно немаме време за временска прогноза, затоа спасувајте се кој знае и како знае. Ако делува отровот на Интерпео, сигурно ќе преживееме и тогаш се гледаме утре. Ако не, да сме живи и здрави. Тоа беа вести. Довидување.